Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате: стопирање работите за пробивање на булеварот Благоја Тоска. Дел од жителите не се согласуваат. Хуманитарната организација Дава од Гостивар превзете обврска да му помага на брачниот пар Нуредини, кои се соочуваат со губење на правото на туѓа нега. Каква е атмосферата во Дебрецин во навивачка смисла? Нашата екипа во Дебрецин разговараше со навивачите на македонската репрезентација. Урбанистичкиот хаос во Тетово несомнено представува лоша слика за градот. Проблемот не е новина, туку тетовци веќе години наназад се сведоци на лошото менаџирање на градот. За несоодветното просторно планирање, како и за мерките кои што треба да ги превземе пред се локалната власт за намалување на урбанистичкиот хаос, своја експертиза даде геолошкиот инженер Усеин Багашов. Се повеќе згради и деловни објекти. Тесни булевари, узурпирани тротоари со автомобили, а многу малку места за рекреација и зеленило. Ова е сликата која што го опишува хаотичниот урбанистички концепт во Тетово. Проблемот со урбанистичкиот хаос во градот Потчара не е новина, туку тетовци веќе години наназад се сведоци на лошото менаџирање во градот. Една од причините за несоодветното просторно планирање во Тетово лежи токму во отсуството на визија за планирањето и немањето на генерален урбанистички план уште од 2002 година. Ја мислам дека не е соодветно решено уште од подолг временски период од порано, не само сега. Меѓутоа треба да се трудиме, барем она што е пропуштено од порано, сега тоа да го санираме и да не дозволиме да имаме урбанистички хаос на ниво на град Тетово, па и пошироко. За мерките пак кои што треба да се преземат за намалување на урбанистичкиот хаос во градот, своја експертиза даде геолошкиот инженер Усеин Багашов. Треба да се носат детални урбанистички планови во согласност со засегнатите странки, односно со жителите на тој блок. Значи треба да бидат информирани благовремено, да бидат прашани, да се изјаснат самите тие жители за тој урбанистички блок, дали сакаат или не сакаат ваков урбанистички детален план. Попатно со урбанистичкиот неред во Тетово, неминовен е и сообраќајниот хаос, проследен со многу возила, несоодветна сообраќајна инфраструктура и мал број на паркинг места, кои се чини градот ќе го прикажуваат во лошо светло уште долго време. Едно од предвидените решенија за сообраќајниот хаос во Тетово е пробивање на булеварот Благоја Тоска, но работите се стопирани поради несогласување на дел од жителите кои имаат куќа во овој дел со општината. На трасата на која што треба да продолжи булеварот Благоја Тоска во Тетово се уште стои куќата на 6-членото семејство Рушити. Поради несогласувањата со општината, рушењето на куќите во овој дел е стопирано. Семејството поседува земјиште со големина од 426 метри квадратни, од кои 350 треба да бидат дел од процесот на експроприација, но велат дека средствата кои им ги нудат не се доволни, затоа што, како што тврдат на другите жители, им било дадено повеќе. Рушити со парите сакаат да изградат нов дом, зашто им треба градежна дозвола. Преговорите траат 6 години, зашто се води и судски спор. Треба дозвола да дават за ова, што е овде, и да платат повише. Што порано што го платат, повише нешто да платат и нека излезе. Платат. Градоначалникот Билјалка Сами пак вели дека лично ќе се сретне со семејството за решавање на спорот. Ќе седнам јас лично со собствениците и се надевам ќе најдеме заеднички јазик. Процесот одма кога ќе има временски услови ќе продолжи со реализација како што е предвидено. Булеварот Благоја Тоска ќе се продолжи кај клиничката болница преку мостот на реката Пена во правец кон стамбениот блок 70. Асфалтиран е само еден дел кој возачите сега го користат за паркирање. Со реализацијата на овој проект би се растоварил сообраќајот во градот, со оглед на тоа дека сега сите возила поминуваат преку индустрискиот булевар каде се создаваат големи гужви.
Олеснува многу патот. Дека многу и индустријска дома доле многу гужва има. Стално се чека, стално има ред. Требаше пред 20 години, 30. И остана. Ова година почна мало овде и ништо не се прави. Ќе се олесни горе тоа сообраќајот и ќе биде многу полесно. За продолжување на булеварот, Тетово доби пари од владата, односно од ТАВ програмата. Хуманитарната организација Дава од Гостивар презеде обврска да му помага на брачниот пар Нуредини, кои се соочуваат со губење на правото на туѓа нега што го користеле 12 години за болната неподвижна жена. Хуманитарната организација Дава од Гостивар им излегува во пресрет на Нијази и Асипе Нуредини од гостиварското село Мирдита и ќе им обезбедува храна, лекови и ќе покрива други потреби. Брачниот пар вчера пред медиумите раскажа за својата мака и проблемот со кој се соочуваат, губење на правото на туѓа нега, што го користеле 12 години за болната неподвижна жена. Организацијата презеде обврска да им помага доживотно. Како хуманитарна организација се обврзавме на семејството Нуредини секојдневно да му носиме топол оброк. Со оглед дека жената има потреба од многу лекарства, ќе ги покриеме и трошоците за лекови и сите лекарски прегледи. Исто така ќе ги подмириме и сметките за електрична енергија. Ова ќе го правиме за болната жена доживотно. Би сакал да упатам апел до сите граѓани, без оглед на вера и нација, кои што се соочуваат со екзистенцијални проблеми и не можат да си обезбедат храна и лекови, да се обратат кај нас за помош. Асибе поради болести е врзана за кревет 12 години. Незиниот сопруг изрази револт од одлуката на лекарската комисија за негативно конзилијарно мислење, односно дека на жената не ѝ е потребна помош. Проблем поголем, више 12 години да го раниш, да го миеш, да го чистиш, да го... Абе све. Сам, еден човек. И тоа право мало што имам, 4500 денари, тоа да го губам. Тоа е срамота. 2 пати сум го носил в Скопје за мобилно, значи давата па некој помош, и од таму ме одбивале. Им реком на тие доктори, а дојдов ја да ве частим вас овде. 25 евра дадов таму в шалтер, што сум стигнал таму на преглед, и ме одбивале. Сега и овие ме одбиват овде. Решението за надоместок за туѓа нега го подготвува Центарот за социјална работа, врз основа на одлуката од лекарската комисија. Од Центарот повикаа да се преиспитаат формата и причината за негативното конзилијарно мислење за Асибе. Повторувањето на засилувачките дози на вакцината може да има негативен ефект врз имунитетот, велат од Европската агенција за лекови. Професор доктор Петличковски објаснува на што конкретно се мисли и уште еднаш ги потврдува мерките кои ги промовира и науката за заштита од ширење на вирусот. Третата доза дополнително додава ефикасност и ја прави уште поголема веројатноста дека човек нема да помине тешко, но просто само како план за развивање, за справување со пандемијата натаму, тие предлагаат, предпоставуваат дека не е решението добро со секоја нова доза да се измислува нова вакцина и тоа да биде на краток период. Значи, нивната изјава се однесува точно на оваа препорака за бустер дози на секој 4 месеци. Тие сметаат дека тоа не е добар пат. Науката исто така инсистира на носење на маски и на индивидуалните мерки на заштита. Гледаме некои податоци нови дека траењето, обстанокот на вирусот во воздухот е многу краток, неколку после 5 минути, например, 90% од контагиозноста на вирусот опаѓа, што значи дека носење на маски во близок контакт со луѓе, не зборувам за носење маски надвор кога се шета или кога се... Апсолутно, значи зборувам за маски во затворен простор. Сончева сабота, во недела наутро магла во Полошко. Утринските температури ќе бидат под нулата, а дневните ќе бидат во пораст, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. За време на викендот ќе биде сончево со мала до умерена облачност, во сабота со умерен повремено и засилен северен ветер,
меѓутоа ќе бележат пораст како утринските, така и дневните температури, па во Полошкиот регион утринската ќе биде некаде околу минус 4 степен, а дневната околу 5 степен. Во недела во утринските часови ќе има услови за појава на слаба магла, а температурите ќе бидат без позначителни промени. Претходната година во Тетовскиот регион биле санкционирани вкупно 592 возачи кои возеле со истечена регистрација, како и 22 возила кои што воопшто не биле регистрирани. На поширокото тетовско подрачје минатата година вкупно биле откриени соодветно санкционирани 592 возила со истечена регистрација до и над 30 дена, како и 22 возила кои воопшто не биле регистрирани. Возилата со истечена регистрација и нерегистрираните веднаш се исклучени од сообраќај, изготвени им се поднесоци пошто нивните сопственици ќе се соочат со парична глоба од 100 или 500 евра во денарска противредност, зависно од тоа колку време им била продолжена регистрацијата. Возилата со истечена регистрација, повеќе од 6 месеци пак, се времено одземени, а станува збор за вкупно 150 вакви возила и плюс 32 возила кои биле одземени за преголема бучавост. Во овој период исто така вкупно се санкционирани 290 возила со вградени неатестирани или непрописно поставени фолии. Покрај ова лани биле санкционирани 426 возачи кои ги управувале нивните возила под дејство на алкохол, а кои по откривањето исклучени се од сообраќај и времено им се одземени возачките дозволи, но прекршителите се соочиле и со законски предвидените парични глоби. Контролните активности во чие средиште покрај другите се и овие прекршоци продолжуваат и годинава во функција на поголема сообраќајна безбедност на патиштата во Тетовскиот регион и пошироко. Неизбежен дел од спортските настани се навивачите. Нашата екипа во Дебрецин разговараше со македонските навивачи кои што присуствуваа на Европското првенство во ракомет за да ја бодрат репрезентацијата. Македонија денес ќе се соочи со екипата на Црна Гора. Европското ракометно првенство во Унгарија, во Словачка, ево тек нашите момци, односно македонската репрезентација е во клупата во Дебрецин, каде што присуствуваат и голем број на гледачи од нашата земја кои допатуваат од Македонија, помеѓу нив и околу 30 навивачи од навивачката клуба Војводин. Зборното место во Дебрецин е BMW Барот, тука е фан-зоната на Македонија, а во продолжение ќе погледнете атмосферата и како се забавуваат нашите навивачи во Дебрецин. Голем број навивачи Дебрецин меѓу нив и голем број на навивачи од нашето првенство од Лепово. Дали знаете отприлика каква бројка сме, како сте задоволни од фан-зоната, од навивањето во сала и слично? Презадоволни сме од навивањето, па не знам, околу 2000 треба да има навивачи македонци, може би повеќе. Прекрасно е чувството да се видам тука, на вистина на сите би го сакала да дојдат и да ја осетат оваа атмосфера. Не знам. Преубаво. За жал го загубили за првиот натпревар, но има големо дружење помеѓу тетовските навивачи. Така е, да, на вистина. Абсолютно. Ќе победиме. Наредниот натпревар. Да, не е се изгубено. И наредниот и другиот, Данска. Како што рече нашиот капитен, во секоја игра треба да излеземе со едно знамјце, че се добие до крај. Со срце гордо, юначки, одиме на чекор напред. Свете братце, високо горе, наше ке биде и солунско поле. Але, 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 ale, 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 ale,
Može. Goran Куцјановски, како македонски навијач го проследи првиот направа на нашата репрезентација против Словенија. За жал загубивме, меѓутоа од она што може да го видиме сме повторно најбројни на ова европско првенство. Твоја проценка колку македонски навивачи го проследија на правилот и како ниво беше навивањето? Денеска на тој направ негде присуствувале околу 500 навивачи од Македонија. Короната си го направи своето, бидејќи многу луѓе се откажаа пред пишување на првенството. Може би и оправдано, затоа што сепак се работи за здравето на луѓето. Јас исто би го направил, меѓутоа ете, бидејќи претходно бевме договорени, сега да се станеме на зборот. И овде, што ги сите протоколи, што ги предвидува и Инвестиција сала, нормално и овде во спортската сала, во Дебрица. И ние во оваа сала видовме дека повеќе забивачи од додовите низ Македонија има. Многу од нив ги се често на преварите каде што иде Македонија, не само во ракови, дори во фудбал, во кошарка, во одбојка. И секогаш навидуваме заедно, даваме максимална поддршка. Видаме дека од година во година сме интересни како навивачи и за други држави, секој ни посакува, бидејќи први ми прават убава хореографија, навива убави песни, навивачки, има дружба меѓу нас и така. Истина, убав да, тој поголеми на постеж во Олимпишта, сепак луѓето на Бедрати, не примат само топо и едноставно и не идете на топо прием секаде кај што одиме. Сепак, ладното време може би не дозволува многу да се шита ратом, меѓутоа сепак многу имаме сили да прочитаме што повеќе, а најчесто и посетени се гледам многовите од другите навивачи, така да веројатно времето да се искористи така за дали нека облак или да се освежиме со на кафе, пијачка и така натаму. Доколку ви бил професор по англиски, каква оценка по англиски ви дал на унгарците? Јас сретнав луѓе што добро зборат англиски, иако може би на нив не им е обврска, ама се и од наша страна дека најчесто ние го зборуваме англиски, дека не ме радува Македонија. И тоа многу од нив и дури не го зборат, па некако се наоѓаме во некои знаци, сораци, во советски relации се наоѓаме.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.